Што значеше овој меѓупериод за вас? Па лично за нас овој меѓупериод значеше дека државата треба да работи, да има бизнис. Цел свет треба да соработува со нив. Мислам нормално како што си ги стават парите во джеб, а луѓето нека страдат и нека седат дома. Дали има, дали нема, али они масонска работа знае како да работи. Тоа е добра стратегија. Како планираш кафулето да го работиш? Кога ќе кажат големите од таму, тогаш ние ќе почнеме да работиме. Сега ние сме тука, седиме, со кафулите уште не работиме, бидејќи уште не е дозволен законот. А иначе за друга работа работиме. Има ли потрошувачка? Имаат ли куповна моќ граѓаните? Се почитуваат ли мерки, маски, како јавно? Ако збориме за населбата Шуто-Ризари, Шуто-Ризари е една голема населба и цивилизирана населба каде што тука живеат граѓани и тоа родени во Скопје, каде што се граѓани од Македонија. Тука се најцивилизираните луѓе каде што живеат во Шутка и они го почитуваат законот. Законот не го почитуваат на друго место, ама таму полицијата не функционира, таму телевизиите не функционираат, бидејќи ако влезат телевизиите таму и ако влезе полицијата таму, може да им се случи нешто лошо. А Шутка е мирен народ и го почитува законот. Само другите страни сакат секогаш да ја нападнат Шутка. Не, Шутка е држава, тоа да го знаат сите. Во Шутка доаѓа цела Македонија да пазари, Шутка е позната како многу голем пазар, значи ние сме тука работиме и нека знаат сите. И оние коментари кои што се напишани по социјалните мрежи, немој да заборават дека во Шутка доаѓаат и секогаш пазарат најевтините фармерки, најевтините блузи и не знам така натаму.